Езерото е мојот живот. Без него не можам. Секој ден сум во вода, повеќе од 30 години. Дали е зима или лето, јас нуркање морам да направам. Не можам без тоа. Го пренуркав целото Охридско езеро на длабочина од 5 до 15 метри, но во главном на места имаше кај што слегував и на 30 и на 48 метри длабочина. Секако дека пренуркувањето беше во еден период каде што е температурата на вода 8 степени, лошо време, доста пати се случуваше врнежи на дож, ветар, бранови и така натаму, но не отстапив. Бев толку упорен да го направам тоа. Стартот ти беше на 28 февруари, каде на првото влегување ме пратеа повеќе од 50 туркачи и тргнав према Струга. Првите денови си реков, па ти вети на луѓето дека ќе ја пренуркаш езерото. Кога почнав првите денови да нуркам, бев под некоја пресија и си реков, па ова е огромен простор, дали воопшто ќе успеам. Но мојата волја, моето знаење, моето искуство си го стори своето. Поентата не беше во тоа само да се пренурка Охридското езеро, туку во самото нуркање да се откријат нови работи, односно да дојдеме до нови сознанија за Охридското езеро, преисториски населби, предмети од минатото, присуство на подводниот свет на одредени места, но и девастација на одредени места на Охридското езеро. Така да успеавме да направиме некаде над 50 сати снимен материјал, подводни фотографии, го позициониравме секое место што е во интерес на пренуркувањето на Охридското езеро и секако за стручната и научната јавност ќе биде ова одличен показател. Да кажам за пример дека сега, пошто е позициониран на секоја локација, можам да ви кажам, да, ако влезите на ова место на длабочина од 15 метри, ќе најдете огромна колонија на ракчиња. Значи, сето тоа, секојдневно се водеше дневник, планираме да направиме и една монографија со секој ден што се случувало за време на пренуркување на Охридското езеро. Се вратив на пристаништето каде што почнав, исто последната етапа од нуркањето беше заедно со 40 и нешто нуркачи. Гледајќи ги како мал на телевизија документарните емисии од Жак Кусто, ме фасцинира и си реков дали има можност било како да влезам под вода. Пред 30 години се одржа првиот курс за нуркачи во клубот за подводни дејности Нуркачо Струга и од тука почнува мојата авантура па се до ден денес. Кога ќе појдете на првиот курс, на првата обука, легувате во друга димензија, едноставно на почеток малку збунувачки, а после тоа веќе фасцинантно, не можете. Ако почнете да нуркате и го засакате нуркањето, вие до крајот на животот нема да се одделите од него.
сите оние тропски води, температура 30 и над 30 степени на вода, богат колорит и присуство на подводен свет, сигурно дека е фасцинантно и е добро за нуркање. Но, сите континентални води, тука би го спомнали Охридското езеро, си нуди своји специфики кои на други место го нема. Ендемични врсти на флора и фауна, иако е во долните слоеви температурата на вода е доста пониска, например на 40 метри е секогаш 8 степени. Но нуркачите во светот не бараат само како да нуркат во аквариум, бараат и предизвици. Бараат да откријат нешто ново, да видат нешто што дотогаш не го виделе. И сведоци сме на тоа, затоа што години уназад исти нуркачи кои биле тука да нуркаат, се враќаат секоја година да направат по некоја нуркање. 1997 година, кога тука, на ова место, на едно рекреативно нуркање, открив подводната археолошка населба или преисториската населба. Од тогаш нешто ново за нас. Знаете зашто? Затоа што веќе преминавме во откривање. Не е само она дружење покрај риби, гледање подводниот свет на Охридското езеро, туку почна истражувачка дејност. На проект на Завод и музеј, тој проект го водеше господинот Паско Кузман, со клубот за подводни дејности, значи со моите колеги, тука на ова место 9 кампањи на подводни археолошки истражувања имавме. Значи сите оние податоци што ги добивме за преисториската населба, денес сведоци сме дека имаме прекрасен музеј кој е можда и најпосетен во Република Македонија. На еден разговор со господинот Паско Кузман се спомнувам, значи пред 97 година, јас го побарав да се запознаеме и го прашав дали има нешто интересно што може да се најде, да не одиме само на стандардно класично нуркање, туку дај нешто да откриваме. Тој ми посочи дека Охридското езеро е богато со преисториски населби, но клучно беше она што јас имав едно мало искуство во нуркање на подводниот археолошки локалитет Врбник во Струга. Така да на ова место кога влегов на едно рекреативно нуркање, најдов на неколку колци под вода. И реков, се сетив на таа преисториска населба, чекај да видам дали има уште. Почнав да ја отстранувам вегетацијата, најдов повеќе редови на колци. И сега реков, поентата е дали јас на ова место ќе најдам некој предмет. Да, најдов едно мало грнче од керамика, го пријави во Завод и музеј дека постои таква работа и потврдија, значи, дека станува збор за преисториска населба и тогаш почнаја оние првите систематски подводни археолошки истражувања во Македонија. Значи, почнавме со проект на Завод и музеј, се обучававме и бевме на курс за подводна археологија, имајќи во предвид огромно искуство во нуркање, огромен број на направени нуркање, нарочито во Охридското езеро, и верувајте дека подобро го познавам Охридското езеро и подобро се снаоѓам отколку во мојот дом. Така да, специфично што е интересно? Интересно е да нуркате на овие простори, на овој дел, на овие локации во јануари, кога се мрести Охридската пастрмка. Да сте дел од тој ритуал. Значи, јас имам направено некаде повеќе од 50 сати снимен материјал на мрез на Охридска пастрмка. Тоа е фасцинантно да се види. Нуркаме ноќе, нормално во температурата на вода е од 6 до 7 степени, се приближуваме, буквално ги галиме пастрмките под вода. И тоа е неописиво нешто. Понатака присуство на јаголи, колонија на ракчиња, одредени други нуркачки локалитети, како што се потонати бродчиња во Струга,
паднат авион од Втората светска војна во Албанија, сите тие места се одлични за нуркање. Или би го спомнал зидот надол покрај Трпоица, кој првата тераса му е на 97 метри, значи огромна длабочина, со присуство на охридски таркалезен сунгер, со доста ситна риба. Интересно место за нуркање. Многу туристи кои ќе дојдат во нуркачкиот центар, нормално слушнале дека има некој нуркачки центар, дека има нуркање во Македонија, и тие, секако, ние сме сиромашна земја, и тие мислат дека одат на место каде што, ајде, можда има некој дел од допрема, можда нешто луѓето знаат таму да нуркаат и така натаму. Само што ќе влезат во нуркачкиот центар и вака. Над 30 комплети нуркачка опрема, 4 компресори, камери, подводни фотоапарати и се најсофистицирана опрема која се користи нарочито во рекреативно нуркање, ја имаме тука. Искуство не ни фали. Замислите, јас во последниве 10 години од колеги што ми се доаѓани, можда имале по 1000-2000 нуркања. Чисто за илустрација да ви спомнам, до 31.12.2012 година имав 7240 нуркања. Сега сум над 9000 сигурно. То ретко можете и во регионов, и многу ретки се и во светот да има толка број на нуркања. Можам да се пофалам, тука имам одлична екипа. Меѓународни инструктори, нуркачки водичи и инструктори за фридайвинг, односно за нуркање на поголеми длабочини на здив. Оние малку понеискусни нуркачи кои сакаат авантура и кои кажуваат прво на која длабочина биле. Јас велам дека во рекреативното нуркање има еден меѓународен стандард кој кажува најбезбедно нуркање со завршен курс за длабинско нуркање, максимална длабочина со компримиран воздух е 40 метри. Но тие предизвици некогаш сакате подлабоко да бидите. Вие одите на 40 метри со вистина голема безбедност, но на 50 метри има потонат брод. Нуркате во тропски води и слегувате на 40 метри, на 70 метри го гледате дново. Ви се чини дека сте на 4-5 метри подлабоко. Така да, ако кажам дека сум нуркал со компримиран воздух на 80 метри, би спомнал и тоа дека сепак тоа се граничи со руски рулет. Најбезбедно со компримиран воздух е на 40 метри, а за поголеми длабочини треба се користат мешавања на гасови како што се Trimix или двокомпонентна мешавина Heliox. Замислите се ова што ве тишти на површина, сите проблеми, овој динамичен живот. Доволно е да бидите 1 сат под вода и тогаш сте потполно релаксирани. Не мислите на сите оние глупости што се случуваат во нормалниот свет, ако можам да го речем нормален. Под вода се пропуштате на подводниот амбиент. Фокусирани сте на она другиот свет. Значи, буквално комуницирате со подводниот свет, истражувате, нуркате, задоволни сте со оној колега што е покрај вас да кажете дека ево тука има то, тука има то. Затоа велам дека нуркањето и како спорт и како рекреација нуди прекрасни доживувања.